Катастрофалните политики ги туркаат младите надвор од државата. Дури 77.000 млади луѓе се иселиле од Македонија во последните години. Истражувањата на невладините организации за иселувањето на млади лица од 15 до 29 години се поразителни, а бројките загрижувачки. Скоро ништо не се вложува за да имаат подобар и поквалитетен живот кај нас. Ова го нотираше анализата Млади и Попис, чии наоди ги презентираше Фондацијата за демократија на Вестминистер. Сите општини се бележат пад на младинското население, освен општина Липково, каде што имаме пораст на населението од 2%. Во однос на каде живеат младите луѓе, 58% од младите луѓе во државата живеат во урбани средини, додека пак 42% живеат во рурални средини. Работите мора подитно да се променат, предупредуваат невладините. Потребна е долгорочна стратегија за да се намали младинската емиграција. Државата треба на младите да им понуди можности и иднина. Кога ги прашаме младите што сакаат да се подобри, дознаваме дека покрај квалитетните работни места, нив важно има и подобрено образование, подобрена инфраструктура, подобрување на грижата за животната средина, спортот и рекреацијата и други теми кои што не се само од интерес на младите, туку од сите. Иако пред 3 години е донесен законот за младинско учество и младински политики според кои треба да се одвојуваат од 15 до 20 милиони евра годишно, во зависност од буџетските проекции, сепак е нејасно дали, колку и како се издвојува за младите во државата. Проблемите доаѓаат од таа природа што законот е во одредена мера недоречен и не може до крај да се следат кои средства се сметаат за средства за млади, а кои средства се сметаат за други намени како образование, култура, спорт и така натака. Меѓутоа, имајќи ја предвид и овој предизвик со кој што се соочивме, заклучоците до кои што дојдовме не беа баш оптимистички, во смисла дека буџетот за млади, односно средствата со кои што располага Агенцијата за млади и спорт, а се наменети за млади, не се наменети за спорт, се многу мал дел од вкупните расходи на агенцијата. Директорот на Заводот за статистика вели дека тие дале јасна слика, која покажува дека сме помалку за 200.000 во споредба со 2002-та, а се повеќе бебиња на македонски граѓани се раѓаат во странство на место кај нас. Оне кој што треба да носи квалитетни политики, кој што треба да и ги испроведува тие квалитетни политики, треба да ги прочита тие податоци. Ние до тука е нашиот дом. Промоцијата на анализите се одржа во чест на Меѓународниот ден на младите.